Битолски Пелистер е победник на 25-тиот национален фудбалски куп на Република Македонија. Тие во финалето кое се одигра на стадионот Младост во Струмица беа подобри од Тетовска Шкендија со 4:3 на пенали. Дуелот во регуларните 90 минути заврши 0:0, а со тој резултат заврши и дополнителните 30 минути. Фудбалерите на Шкендија во текот на целиот надпревар го имаа поседот на топката, но никако не успеа да го пробијат бедемот пред голот на битолскиот голман Илче Петровски. Пелистер во текот на целиот надпревар беше сконцентриран да го сочува својот гол и се надеваше дека ќе успее да дојде до пенали, бидејќи на голот го има мајсторот за удари од 11 метри Илче Петровски. Двете екипи во текот на сите 120 минути имаа своји можности да постигнат погодок, но офанзивните фудбалери не успеваа да го пронајдат патот до противничката мрежа. Пенал рулетот започна со погодоци на Алими и Петров, но потоа следуваше промашувањето на Ибраими за екипата на Шкендија. Тодоровски во втората серија го донесе Пелистер во водство, а израмни Радевски на почетокот на третата серија. Следуваат две промашувања, по едно на двете страни. Непрецизни беа Лукас и Абдурахими, а до крајот на пенал серијата беа реализирани сите удари од 11 метри. За Шкендија погоди Хасани, додека за Пелистер прецизни беа Ковачев и Илиоски, што беше доволно за победа од 4:3 за екипата од Битола. Понеки пут од опит ви казвам, од искуство, понеки пут не требаш Ова е да мој играш. трето финале. Во Бугарија и во Албанија не успеав со мали екипи, но сега како искусен тренер во третиот обид го освоив трофеот. Од мене се бараше да излеземе во Европа, а не да освојам титула. Ова е бонус што го направивме. Во ова финале моравме да сопреме тим кој игра многу креативно и има одлични индивидуалци. Знаевме дека ако ја сопреме Шкендија ќе имаме своји шанси. Нашата стрплива игра беше како да играш шах. Имавме две одлични шанси преку Баже и преку Лукас. Не погодивме, но среќата ни се насмевна. Најдобрите играчи на Шкендија ги сопревме. Përshëndetje deri të gjithë. Што да кажем, ние требаше да се покажеме на теренот. Не успеавме да го одбраниме трофеот. Им честитам на фудбалерите и на стручниот штаб на Пелистер. Тие умешно се бране, успеа да се одбранат и беа попрецизни при изведувањето на пеналите. Сепак кога тимот нема да победи, видиме на тренерот. Јас ја преземам целата одговорност. Имав 6 дена како главен тренер да го подготвам составот. Мислам дека ги избрав најдобрите, но не успеавме да постигнеме погодок за да оствариме триумф. Уште еднаш честитки за Пелистер, а ние ќе ги анализираме нашите грешки во наредниот период. Дел од победничката екипа беше и тетовецот Кристијан Тошевски, за кого ова беше втор освоен трофеј, откако во 2013 година го освои купот со екипата на Тетекс. Многу тешко очекувавме дека тешко ќе биде. Екипа на Шкендија е екстра екипа, одлична. Дававме се од себе. Мислим, Господ беше со нас на пенали. Ова е втор пат кога ги добијам Шкендија на пенали и верувам дека можеме да ги добиеме. Освојувањето на пехарот од купот на Македонија беше втор за екипата на Пелистер во четвртото финале, додека Шкендија по трет пат загуби во едно финале, а има само еден трофеј кој го освои минатата сезона кога го совлада работнички.